птичи грип коси во соседството, а како резултат на тоа се голем број на угинати пеликани во Мала Преспа, односно на брегот на Преспанското езеро од грчка страна, како и стотина илјади кокошки угинати во живинарските фарми во близина во реонот на Драч во соседна Албанија. Во Албанија е вклучен алармот и надлежните се во обид да ја стивнат епидемијата на птичи грип. Каква е атмосферата во Македонија се уште не знаеме, немаме потврден случај. Во наредните минути ќе разговараме со Александар Додовски, универзитетски професор од Факултетот за ветеринарна медицина. Професоре, добро утро, поздрав од студиото на Телма. Добар ден, добро утро, добар ден. Што значи птичи грип и колку е тој опасен прво за домашните, за живината, за домашните птици, како и за дивите птици? Знаеме само дека дивите птици го пренесуваат и тоа сега кога е пролет, па веројатно кога се селат кога патуваат птиците преселници. Така. Самото име на болеста се зборува за себе. Птичи грип, тоа е првенствено болест кај птиците. Инфлуенца кај птиците. Некои соеви може да бидат високо заразни за птиците, за живината и со тоа да предизвикаат големи економски штети во поглед на висока смртност кај птиците, а понатаму и во поглед на мерките кои што се применуваат за да се стави под контрола оваа болест. Иако постојат и некои соеви кај оваа болест, тоест кај овој вирус кои што се нископатогени, кои што се и предмет на интерес исто така и на ветеринарната фела, сепак она што ја интересира повеќе пошироката јавност се оние соеви кои што ние ги викаме високопатогени, високо заразни, кои што всушност и сега сме сведоци на истите, кои што се појавуваат во околните земји, во цела Европа, па веќе и глобално на повеќе континенти. Африка, Азија и од неодамна имаме и во Северна Америка. Професоре, како е можно, Преспанското езеро е отворен многу значаен биодиверзитет, да имаме угинати пеликани од грчка страна, а од наша страна да нема? Како, предпоставувам дека лесно се пренесува тоа и во услови кога нема граници, нема изолации кај птиците, како е можно во Македонија досега? Дали ненавремено реагираат властите и затоа немаме детектирано потврден случај? Па видете, од она што са бајле кој слушнав од господинот Ајдован, тој соопшти дека се уште секој ден вршат преглед на езерото и се уште не забележале смртност на диви птици. Кај нас во Македонија оваа сезона, кога зборуваме за оваа сезона, се мисли на сезоната од 1 октомври па до крајот на овој месец, имаме појава на 2 случаи на птичи грип, од кои што едниот беше во околината на Скопје, кај диви птици, тоест кај птици чувани како хоби птици, а вториот случај беше во околината на Штип, кај диви птици и корморани, кои што беа најдени угинати во природата. Конкретно она што го прашувате вие, дали зошто се уште кај нас не е појавено, значи тоа едноставно зависи од приемчивоста на популацијата, видот на птиците кој што е зафатен, начинот на ширење на вирусот, екологијата, природата и биологијата на самите птици, времето на нивна миграција, така да има прилично сложени фактори кои што влијаат на тоа дали и кога вирусот од едно подрачје ќе се прошири на ново се уште незаразено подрачје. Според информациите Да, повелете, ве прекинав. Што не значи дека ние сега треба да се опуштиме, туку напротив треба да бидеме доста внимателни и да ја следиме будно ситуацијата во регионот и секако кај нас во Република Македонија. Професоре, во соседна Албанија угинале повеќе од 100.000 кокошки во живинарски фарми во близина на Драч, во околината на Драч. Што ако се појави птичи грип кај нас на живинарските фарми? Како е третманот после? Треба
да се изолира таа кокошка, се лекуваат тие или едноставно им нема спас на кокошките? Нема лекување, значи при појава на оваа болест, особено на високопатогените соеви, нема лекување, нема терапија, едноставно само се уништува нештетно и на хуман начин целата живина која што е присутна на фармата. Дополнително треба да се води сметка за начинот на отстранување на мршите, на лешевите, на труповите, и со таа постапка дополнително да не се предизвика дополнително ширење на болеста. Инаку само да напоменам дека овој вирус сега што е присутен во Драч во Албанија е во фарма за мисълки, некаде околу 132.000 птици се нештетно уништени, значи тоа се големи економски штети, но таму е најден друг сој кој што е различен од сојот кој што е присутен кај мртвите пеликани во Мала Преспа. Професоре, во услови кога нема третман и лекување, туку само превенцијата е важна и како што велите Македонија, надлежните мораат да бидат многу внимателни и будни. Што треба да се превземе на терен за да не ни се случи тоа во нашите живинарски фарми и да претрпиме и ние голема економска штета? Так, во прв ред, значи на терен треба да се преземе зајакнување на мерките на биосигурност на самите фарми. Значи сите комерцијални фарми кои што се регистрирани во Македонија треба да ги засилат своите мерки на биосигурност. Што значи мерки на биосигурност? Значи дезинфекција, дезинсекција, да нема непотребно облегување на луѓе во живинарските фарми, дезинфекциони бариери, дезинфекција на обувки, на возила, регистрација на посетители, преградување на самата фарма, неоставање на храна на отворено на самата фарма која што би била атрактивен извор за доаѓање на други нецелни видови на животни. Значи целта е првенствено да се спречи внес на вирусот во живинарските фарми. Македонија е карактеристично по тоа што има и голем број на селска живина, онаа живина чувана во индивидуални дворови, која што кај незе многу е тешко да се спроведат овие мерки на биосигурност. Така да треба да се внимава, треба да се засили и мониторингот на оваа селска живина, бидејќи оваа живина може да биде потенцијален извор на заразата, односно мост помеѓу дивите птици и фармските птици и фармската живина. Односно да се спречи да влезе вирусот во ланецот на исхрана на човекот, на луѓето. И уште едно прашање за крај, како што јасно е дека станува збор за инфлуенца, за типична болест на птиците, за птичји грип, меѓутоа колку е во опасност човекот? Може ли човек кој би дошол во контакт со заразена птица да го изложи и своето здравје? Дали може да се пренесе на луѓето птичјиот грип? Не е исклучено, значи сепак тој ризик е низок. До сега од овој сој кој што циркулира во Европа оваа сезона, а тоа е сојот H5N1, асимптоматски, значи без никакви клинички знаци, има заболен од човек во Англија кој што бил работник на фарма. Значи во оваа фаза сега може да се третира дека оваа болест кај луѓето е се уште со низок ризик. Но тоа не значи дека треба да се опуштиме ние, туку дека треба да се избегнува контакт со мртви угинати птици доколку се најдат во природата и во таков случај треба да се повика надлежниот официјален ветеринар со цел на стручен начин да ги собере угинатите птици за да се избегне евентуална контаминација, односно евентуална инфекција. Значи, да резимирам, ризикот за заболување на луѓето во оваа фаза е низок, но сепак се потребни основни превентивни мерки на хигиена. И исто така сакам да потенцирам дека месото и јајцата се безбедни. Значи, апсолутно тука не треба да имаме недоумици. Значи, месото и јајцата може да се конзумираат и познавајќи ги нашите
обичај, каде што сите сакаме малце повеќе да ни биде крцкаво пилето, да ни се подобро сварени јајцата. Значи во такви услови при високи температури вирусот прилично лесно се уништува и иако се минорни шансите да го има во нив, сепак и во такви услови вирусот ќе биде уништен. Добро, значи рековте, човекот е во мала опасност, конзумација на пилешко месо и на јајца е безбедно сосема. Ако сепак дојде до заразување, може ли ни кажете како поминал тој човек од живинарската фарма во Британија? Каков е текот на болеста кај луѓето? Реков асимптоматски, значи без никакви клинички знаци, односно значи сите тие луѓе кои што работеле на нештетно уништување на живината каде што имало позитивен случај на птичји грип, биле тестирани на присуство на вирусот на авијарна инфлуенца, значи превентивно, не постреактивно, и од кај нив кај само еден е најдено присуство на вирусот. При тоа тој бил комплетно здрав, немал никакви клинички знаци. Ниту кашлање, ниту кивање, ниту температура, апсолутно ништо. Александар Додовски, професор на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје. Професоре, ви благодарам за учеството во утринската програма на Телма и на деталните објаснувања за птичјиот грип. Благодарам и на вас, се најдобро. Поздрав. Поздрав.